Браќа и сестри, добро вечер на сите. Најнапред би сакал да се заблагодарам за поканата од Отец Ивица. Иако толку не сум искусен и вичен на вакви предавања, секако ова е прво моje предавање од ваков вид. Меѓутоа, секако дека и темата и воопшто целиот духовен живот пред се на целата жива црква посебно ме засега и мене како духовник, бидејќи најмногу и ни тежат искушенијата, маките и неволите на сите оние кои што се трудат денеска во овој свет да живеат малку од малку духовен живот. Како што рече еден светогорски старец, кога беа едни млади поклоници на Светагора, и кај него, и тој немаше излегувано од Светагора со години и со децении. Меѓутоа, тие кога му кажува, вие оче не знаете како е во светот, што се случува, како тој му рече, не е точно, ние знаеме се потполно што се случува во светот. Тие го праша, како оче? Преку исповетта. Бидејќи ние сите гледаме денеска луѓето, однадвор ги гледаме како живеат, како се однесуваат, меѓутоа, она што се случува во нивните души, она борба која што се случува во нив, они искушенија, ги знае само Бог и секако нивните духовни раководители. Значи, затоа и сакав една од темите која што ќе биде засегната денеска во денешното предавање и смислата и значењето на подвижничкиот живот, посебно денеска во овој обезбожен и свет кој што во многу отпаднал од вистинскиот дух на христијанството. Значи, во денешно време кога луѓето знаеме очајно копнеат по разоноди, забави, удобност, богатство, слава и почести, секако многу е необично кога некој ќе почне да им зборува за борба со себе си, за самопожртвуваност, за напор, за труд, за напорна работа, за лишување, воздржување, задоволување со малку, за простодушност, смирение или за умереност. Меѓутоа, сите гледаме на секаде околу нас дека потрагата за наследи богатство во овој свет и нивното стекнување воопшто не носат мир во душата. Секаде гледаме лица кои што се мрачни, нажалени, натмурени. Воопшто сите тоа го забележувате, дека се помалку може да видиме радост во лицата на луѓето. Гледаме дека мирот напротив може да го најдеме кај некој кој што е кроток, добар, простодушен и целомудрен. За стекнувањето на таквиот внатрешен мир секако е потребна и неопходна и одговорна борба пред се со самите себе си. Сите знаеме, уште еден пример, пред да продолжам ќе кажам, честопати слушам сведоштва дека кога прашувам, сите се случило да доживееме како со некои луѓе кои што однадвор се навидум смирени, кротки, добродушни, и ние чувствуваме некаков посебен и необјаснив немир. Меѓутоа, може да одиме кај некои стари луѓе кои што живеат едноставно, простодушно, повеќето се уште има такви кои што се останати по нашите затурени планински села. За жал таму каде што не е стасан телевизорот, и таму се чувствуваме многу мирно, многу спокојно. Иако нема ништо украсено надворешно, ние чувствуваме необјаснив мир и спокојство, како што чувствуваме и кога сме на богослужбите во храмот. За жал, кај современите денешни луѓе кои што себе си се сметаат за христијани, но сепак се далеку од црковноста, не живеат според духот на црквата или ме туѓ и стран духовниот живот,
кои што потполно се пределе на расејаниот светски живот, зборовите како подвижништво, аскета или аскетизам, обично предизвикуваат некакво суеверно згрозување или одбивност и се смета за нешто што е бескрајно далеку од навидум нормалниот живот во светот. Таквото изопачено едностранно сваќање на подвигот и аскетизмот во современиот свет покажува колку современите христијани се оддалечили од правилното сваќање на вистинското евангелско учење, колку тие постанале световни и колку на нивната свест постанал туѓ вистинскиот духовен живот, на кој што нашиот Спасител Господ Исус Христос не повика некакви избрани или исклучителни личности, туку ги повика сите христијани како такви. Затоа аскетизмот или подвижничкиот живот е нешто што е толку поврзано со духовниот живот, што духовниот живот без него е едноставно незамислив. Аскетизмот, така да речеме, е главно оружје на духовниот живот, односно негово најдобро орудие за поправање на душата. Подвигот ја води душата сосема сигурно до покаяние. Подвизувањето, пред се тоа треба да го сватиме во православието, не е некакво просто едноставно исполнување на должностите, некакво тврдоглаво и доследно држање на некаков типик кој што не смее да се прекрши, или пак некакво надворешно, но сепак во секој случај површно украсување и прикажување пред другите или лицемерно покажување на побожност. Подвигот пред се е љубов, а љубовта знаеме дека постојано бара борба, пожртвување, попуштање, разбирање и почитување. Еден облик на подвизување секако се и секојдневните меѓучовечки односи, кои што денеска толку го заморуваат денешниот човек. Зошто? Поради тоа што во нив го нема Христа. А без Христа не е можна никаква меѓусебна трпеливост, што денеска ја нарекуваме толеранција и помирување меѓу луѓето. Бидејќи самиот Христос во Евангелието рече: без мене не можете да направите ништо. Има една поука од светиот старец Паисий Светогорец, која што имаме и во манастирот во Новата Трпезарија, во која што вели: многу луѓе во светот имаат се, но имаат и тага, од им недостасува Христос. Православието секогаш било облечено во скромно смирение и подвижништво. Подвигот без смирение, смирението без подвиг и воопшто православието без подвиг и смирение нашата црква не познава. Подвигот секако не е цел самиот за себе, односно цел на духовниот живот, туку само средство за постигнување на целта, сепак апсолутно неопходно средство за напредување во духовниот живот и за постигнување на целта, а тоа е обожувањето. Во што всушност се состои тоа средство? Духовниот живот се раѓа во човекот со верата во Бога и во неговото откровение. Но самата вера без дела е мртва. Како што вели светиот апостол Павле во Евангелието, во едно од посланиците: покажи ми ја својата вера без дела, а јас ќе ти ја покажам мојата вера од моите дела. За напредување, значи, во духовниот живот, добрите дела се безусловно неопходни, затоа што тие докажуваат дека кај нас постои добра волја, без која што нема движење напред, а самите тие од своја страна ја јакнат и ја засилуваат истата таа добра волја. Добрата волја од друга страна ја привлекува благодата Божја, без која што потполниот и одлучен успех во духовниот живот е незамислив и недостижен, со одлик на нашата длабоко извалканост и повреденост на човечката природа со гревот. Согласно со тоа, стремежот кон творење на добри дела представува најнеопходна задача за секој кој што сака да живее со вистински духовен живот. Значи, пазењето пред се на евангелските заповеди и стремежот за творење на добри дела се неопходни услови за духовниот живот. Кој што го занемарува исполнувањето на заповедите и не прави добри дела е далеку од вистинскиот духовен живот. Сепак, на исполнувањето на добрите дела им се противат злите навики кои што живеат во нас и гревовните расположенија на нашата душа. Значи, секој пат кога ние сакаме да направиме некое добро дело,
пред тоа треба да ја совладаме или да ја задушиме во себе си зла навика или гревовно расположение кое што е спротивно на доброто дело кое што имаме намера да го направиме. На тој начин во душата секојпат се појава борба помеѓу добрите стремежи и злите навики. Што почесто и повеќе правиме добри дела, толку ни е полесно да ги совладаме тие гревовни навики. Сходно на честото правење на добри дела, злите навики во нас постепено слабеат и не се спротивставуваат толку силно на нашата добра волја, која што пак од добрите дела напротив се повеќе се засилува. Оттаму произлегува јасниот заклучок дека кој сака успех во духовниот живот, треба машки да се примора што почесто и повеќе да прави добри дела, односно постојано да се вежба во правењето на добри дела, односно делата на љубовта кон Бога или љубовта кон ближните, односно на такви дела кои што би ја покажувале дека ние навистина се стремиме кон тоа да го љубиме Бога и ближните со вистинска евангелска љубов. Токму тоа представува вистински и аскетизмот или подвижништвото. Значи тоа духовно вежбање или тој духовен тренинг во приморувањето на себе си кон правење на добри дела и задушување на злите навики и гревовни расположенија во нашата душа, кои што се противат на тоа. Но тоа секако, знаеме сите дека не е воопшто лесно. Честопати е проследено со големи напори, честопати со мачна борба, која што светите отци, подвижници ја нарекува залудно само распнување, според зборовите на светите апостол Павле, кој што вели се распнав за светот и свето за мен. Но тоа се уште не е се. Значи, оној кој што прави добри дела и се воздржува зли се уште, не можеме да кажеме дека вистински подвижник или аскет. Малку е да се ограничиме на добрите дела само како такви, бидејќи добрите дела немаат сила и значење сами по себе, туку единствено како доказ и надворешен израз на нашето внатрешно добро расположение, на добрите стремежи на душата, како очигледна потврда за присуството на добрата волја во нас. Бидејќи знаеме, некој може да прави и добри дела, меѓутоа тоа да го прави од суета, од самоугодување, да го прави заради човечка слава, заради пофалби од луѓето, меѓутоа сето тоа се уште не е знак дека тој човек живее со Бога или навистина прави добри дела. Бидејќи ѓаволот секој пат знае и нашите добри дела, ако не сме внимателни и ако не се смируваме, да не ги украде, односно да нападне со суета и со горделивост. Значи, не се главни самите дела, туку човековото внатрешно расположение, добрата или зла волја на неговата душа, доброта или лоша расположба или порочна состојба на неговата душа. Оттаму јасно дека тежиштето на духовниот живот не е во делата како такви, туку во оние душевни наклоности, во на внатрешно расположение на човекот, од кое што тие дела и произлегуваат. Затоа, за вистинскиот аскет, за вистинскиот подвижник, ни одблиску не е доволно само да се воздржува од злите дела и да прави добри дела, туку вистинскиот подвижник треба да се стреми кон тоа од својата душа да ги искорени самите зли расположенија, зли навики и зла волја, која што треба да ги замени секако со добра волја, со добри навики и со добри расположенија. Но тоа секако не е лесно. Злите навики не им го отстапуваат лесно своето место на добрите, бидејќи тие преку честото нивно задоволување добиваат доминантна положба во човековата душа. Тие преку нивното често задоволување, како што велат светите отци, стануваат втора природа, односно сојство на душата, или како што тие велат навиката е втора природа. Порочните навики за човекот се како верики, како синџири, кои што го лишуваат од природната слобода и некако како да го држат во робство. Но кога некој често ги задоволува своите порочни навики, тие се повеќе се засилуваат во него,
За жал, претварајќи го во таквиот човек во со јаден и безволен слуга, кој прави греф е роб на гревот, како што вели во Евангелието. Како што велат во пуките светите отци на црквата, плаши со злите навики повеќе од демоните, вели еден од најголемите учители на подвижништвото, светиот Исак Сириски. И обратно, кога некој се бори против таквите навики, тие во него се повеќе слабеат, се повеќе стивнуваат и полека ја губат таа сила која што ја имале во поробувањето на човекот. Еден друг светител, исто голем учител на подвижништвото и последовател на светите отци, светиот Игнатиј Брајанчанинов, вели одлучната волја, која што осенета и засилена со благодата Божја, може да ги победи и највкоренетите навики. И уште нешто, ако во време на борбата од било која неочекувана причина се случи да бидеме победени, да не се вознемируваме и да не паѓаме во безнадежност, туку повторно да станеме и да продолжиме со борбата. Значи, во што е самата цел на аскетизмот, односно на подвижничкиот живот, и какво е неговото значење за напредувањето во духовниот живот? Човековиот дух, бидејќи од божествено потекло, секогаш стреми кон Бога. Ништо земно, ништо во светот не може во потполност да го задоволи. Тој тешко страдајќи, оддалечен од Бога, само во Бога може да најде мир и спокој. Онаа спасоносна заедница со Бога, оваа спасоносна заедница со Бога, човековиот дух може да ја задобие единствено преку исполнување на заповедта за љубовта кон Бога и кон ближните. Заповедите на љубовта кон Бога и кон ближните единствено може да се исполнат преку искоренување на оној закон на гревот кој што живее во нас, на злите навики, на злите расположенија на душата и со засадување на добри навики, на добри расположенија во душата. И ова сето не се дава без тешка борба, без подвиг. Токму и во таа борба или подвиг е суштината на аскетизмот, кој што на тој начин му обезбедува на човекот напредување во духовниот живот и приближување кон Бога. Според таа борба или подвиг, аскетизмот уште се нарекува и подвижништво, а духовниот живот се нарекува подвижнички живот. Сега да се прашаме едно прашање кое што за жал е многу спорно денеска и кое што предизвикува честопати и голема соблазна или збунетост дури и кај оние кои што себе си се нарекуваат православни христијани. Дали сите луѓе, дали сите христијани се должни да бидат подвижници? Ова прашање е истоветно со прашањето дали Бог ги создал сите луѓе, дали на сите им го наменил духовниот живот и дали се сите повикани кон духовно општење со својот Творец. Современото човечко општество, денешните современи луѓе, кои што во мнозинство не живеат со духовен живот, не знаат, па дури не сакат да знаат за духовниот живот, туку живеат само со душевно-телесен живот, се отргнуваат од духовниот подвиг и воопшто не го сваќаат, па затоа се плашат и од самиот збор аскетизам или подвиг, подвижништво, извртувајќи и самата нејзина смисла. Современите луѓе, дури меѓу оние кои што себе си се сметаат за православни христијани, кај нив обично сметаат дека духовниот подвиг е наменет за некакви посебни, исклучителни личности или дека е обврзан само за монасите кои што се посветиле токму на таков подвижнички аскетски живот. И често пати слушаме велат: ние не сме монаси, тоа за нас не е задолжително, а за жал некој пат тоа го слушам и од некои клирици. Значи, тоа е обврзано само за монасите, ние не сме монаси, ние не мора да се подвизуваме толку, не мора да бидете толку строги, не мора да бидете толку предадени на подвигот, туку бидете многу поумерени.
Така световните луѓе обично одговараат на позивот кој што им упатен да водат под подвижнички живот, да живеат со духовен живот и да ја почнат пред се борбата со своите гревови, со страстите и со злите навики во душата. Секако никој не може да порече и нема да порече дека монасите пред сите други ја преземат врз себе врската да водат таков духовен живот, да бидат аскети или подвижници. Но дали можат луѓето кои што живеат во светот, кои што не дале монашки завети, да се сметаат себе си за потполно слободни од таквата обврска? Може само од незнаење, од непромисленост, од несваќање на тоа кон што се повикани од Бога сите христијани, без разлика дали се тие монаси или мирјани. Зашто во што всушност се состои и разликата помеѓу монасите и мирјаните? Како што вели еден од големите наставници на монасите, преподобниот Ава Доротеј, монасите сватиле дека во светот не можат толку лесно да прават добри дела, па за себе измислиле посебен начин на живот, поинаков поредок на поминување на времето, посебен начин на дејствување. Разликата значи се состои само во надворешните облици на живот. Монасите за себе направиле многу попогодни надворешни форми, за полесно и без пречки да можат да ја постигнат целта на човековиот живот, која што на сите луѓе им е заедничка, тоа е богоопштењето. Токму на тој начин монасите се ослободиле од секакви световни врски, грижи и обврски, како што е, например, семејниот живот, стекнувањето на имот. Само затоа, за да бидат што по-послободни, за духовна борба и за полесно во себе да ги поверат и искоренат оние зли навики кои што им пречат во задобивањето на евангелската љубов кон Бога и кон ближните. Меѓутоа, самиот животен дух, како што рековме, и кај монасите, кај мирјаните треба да биде еден и ист. Зошто? Зарем Бог одвоено ги создал монасите, а одвоено мирјаните? Зарем Бог само на монасите им вдахнал во лицето дух на живот, додека мирјаните ги оставил како безсловесни животни? Зарем само кај монасите духот се стреми кон Бога, барајќи општење со Него, а мирјаните не се повикани на живот со Бога? Зарем само монасите ја наследиле од прародителите со грев повредената природа, па затоа само тие треба да се борат против гревовните навики? Зарем само заради монасите, а не заради сите луѓе, на земјата дојде нашиот Спасител Господ Исус Христос, и зарем Он само за монасите ја основа својата црква во која што се дават благодатни сили за совладување на законот на гревот и злите навики? Зарем само за монасите е напишано Евангелието и зарем само нив, а не сите луѓе, Господ ги повикава во своето вечно и блажено царство кое што доаѓа? Сите сме повикани кон светост. Кој би се осмелил да тврди такво нешто? Зашто да се говори тоа, би значило да се покажува потполно пред се скаменетост на душата, потполно и најдлабоко незнаење или безнадежно несваќање на смислата на човековиот живот. Зарем сега некој ќе застане да тврди дека од власта на гревовните страсти, кои што ги породуваат злите навики, страдаат само монасите, а не сите луѓе без исклучок? Значи сите луѓе, без било каков исклучок, подеднакво се повикани на борба против гревовните страсти и злите навики, за да се ослободат од силата на злото која што ги угнетува и која што владее во светот, толку жестоко тиранизирајќи ги сите луѓе, што особено јасно се гледа во денешно време. Секако сите луѓе треба да стапат на патот на духовниот живот, ако сака да се избават од силата на злото која што ги притиска, односно сите во известна мерка треба да станат подвижници. Кој што се отргнува од тоа, однапред осуден на пропаст. Значи аскетизмот му е потребен на секој човек, а не само на монасите, зашто тој никако не представува нешто што е противно на човековата природа, нешто што е наметнато однадвор,
како што обично се мисли, туку напротив, тоа е природно барање на човековиот дух, кој што стреми кон тоа да се ослободи, рековме, од угнетувањето на силата на злото и да се вивне кон почетокот кон Бога, за само во него да го најде потполното задоволување на сите своји внатрешни трагања и потреби, за да го пронајде она што сите луѓе денеска силно го посекуваат: среќата, мирот, радоста и спокојот. Бидејќи среќата, како што покажува опитот секаде околу нас, не е некаде надвор од човекот, каде што тој погрешно ја бара денеска, туку пред се среќата е внатре во него. Господ ни вели во Евангелието: Царството Божие е во вас внатре. Во нас внатре се и рајот и пеколот. Среќата пред се е во мирното устројство на душата, во тој непоматен внатрешен мир кој што представува резултат на длабокото внатрешно задоволство, како резултат на победата над злото, после победувањето и искоренувањето на злите навики во душата, кои што дотогаш свирепо владееле со неа. Човекот во чија што душа господарат злите навики и порочните страсти, кои што секогаш предизвикуваат смут и хаос, никогаш не може да се чувствува среќен. Значи, единствен начин за смирување на душата е пред се задушувањето и искоренувањето на злите навики, односно аскетизмот, подвижничкиот начин на живот. Значи, како што рековме уште еднаш, Бог од сите луѓе кои што ги создал, а не само од монасите, очекува совршенство, кое што се состои во светоста, која што е подобна на светоста Божја. Во Евангелието се вели: бидете свети, зашто јас сум свет. Таква е јасната и одредена волја Божја, и сега веќе само од нас зависи дали ние таа волја ќе исполниме или ќе и се противиме. Љубовта кон подвигот е пред се љубов кон Бога. Секој некој што не го љуби подвигот, всушност не го љуби ни Бога. Подвигот пред се уште го открива и човековиот неизгаслив копнеш за собственото спасение, и тој преку подвигот тоа практично и го покажува. Бог им дарува спасение на оние кои што сака да се спасат, кои што во дело го спроведуваат Словото Божјо и кои што се борат за свое совршенство. Оној кој што сака да се спаси без никаков подвиг, воопшто не знае ништо за православието. Неопходен е сепак и труд и од самиот човек, доколку сака божествена помош. Бидејќи ниту Бог самиот спасува, ниту пак човекот сам се спасува. Бидејќи според учењето на црквата секако се спасуваме по нашата слободна волја, секако во содејство со благодатта Божја. Како што вели Свети Никодим Светогорец или Агиорит, еден од големите подвижници, еден од големите писатели, учители на таа невидлива духовна борба во својата истоимена книга, неговата најпозната книга Невидлива борба, во однос на нашата слободна волја. Таму вели: Бог на нашата слободна волја и дал толкава сила, што кога и сите човечки чувства, страсти, кога си освети сите демони би станале против неја и би се фатиле со неја во борба, не можат да извршат насилство врз неја. На човекот секој пат му останува слободата да посака или да не посака нешто. Или како што еден посовремен старец познат, чие што книга имаме издадено и воопшто се повеќе е присутен во нашата духовна литература, старецот Паисий Светогорец во една од своите поуки пишува: вели, денес луѓето сакаат или многу пари со малку работа, или сакаат многу духовни дарови со мал труд. Сакаат да станат со еден збор светители без подвиг. Тој вели: ние сакаме благодата Божја да не посети, за да нема потреба да се бориме. Меѓутоа Бог не делува така. Потребно е пред се ние да се потрудиме
и да влеземе во сурова борба со нашите гревови и страсти, да го омекнеме срцето, да го смириме и да го подготвиме за благодата Божја, па дури тогаш Бог ќе дојде, ќе не посети и ќе не утеши. И уште нешто многу важно во однос на подвигот, нешто во што, кон што сме сите склони денеска повеќето, го кажувам тоа пред се од искуство во однос на духовното раководство. Подвигот нема никаква смисла, благослов и светост, доколку е далеко од послушноста кон црквата, односно ако се презема самоволно. Тоа значи дека, например, диетата нема никаква врска со постот, дека бдението нема никаква врска со неспиењето, или пак фаталистички став кон сиромаштвото, нема никаква врска со отфрлањето на луксузот и на сите оние одвишни работи заради водење на што поедноставен живот. Сите постапки на своја рака, оригиналноста или непослушноста, се несвојствени за православниот подвиг. Треба да правиме онака како што ни говори Господ во Евангелието, онака како што одредиле светите отци со светите канони и она што ќе ни го одреди нашиот духовен Отец. Значи не смееме ништо пред се да преземаме самоволно на своја рака, бидејќи тоа наместо да ни биде орудие за спасение, може да се претвори во орудие за наша погибел. Пример честопати, најчесто е тоа присутно, да речам, и во постот, кога луѓе кои што никој пат не постеле или постеле само некои денови строги во годината, одеднаш самоволно се нафаќаат да го постат по целото строго правило на постот. Значи, главна одлика на православниот духовен живот и на светите отци е голема строгост кон себе си, меѓутоа голема снисходливост кон немотите и слабостите на верниците. Затоа е потребно да пред се да се советуваме, да се допрашаме со свештеникот, со духовниот отец, за мерката на постот која што може да ја преземеме, и таа послушност не ние како што мислиме или сметаме дека сме силни да издржиме, туку онака како што ќе ни биде благословено. За пример, некои сакаат да преземат и некои подвизи и во постот или да се лишат од нешто, мислејќи дека со тоа ќе задобијат благонаклонноста Божја или милоста Божја, меѓутоа пред се благодата Божја и милоста Божја задобиваме со послушноста и со смирението. Еднаш ќе кажам еден пример. Една сестра ме праша: отец, може ли да земам на себе подвиг да не јадам месо, бидејќи се чувствувам многу грешна, за тоа да биде еден мал подвиг? Јас си реков: да, но само човечко, а другото јади го. Значи треба да сватиме пред се што Бог бара од нас. Да не се залажуваме, да не се умислуваме дека сме способни за некакви големи духовни подвизи, посебно денеска, кога уште од мали нозе сме ранити со духот на гордоста, самолюбието, своеволноста, непокорноста. Туку пред се треба да почнеме да се смируваме, треба пред се да почнеме да се одрекуваме од нашата собствена волја, преку послушноста кон црквата, преку послушноста на благословот на духовниот Отец, и тогаш Бог полека ќе ни даде благодатни сили за да може и да го зголемиме подвигот, за да можеме да почнеме да го исполнуваме и правилото онака како што го благословува црквата. Рековме веќе дека главна задача, рековме, на секој христијанин представува борбата против злото, и затоа секој христијанин се нарекува и војник Христов. Но со какво зло всушност христијанинот треба непрестано да се бори? Дали нашиот призив како христијани се состои во тоа постојано да ги следиме и пазиме на пројавите на злото кај луѓето околу нас, кои што не окружуваат, да ги осудуваме поради тоа зло, да ги разобличуваме и да ги казнуваме?
Повеќето од луѓето за жал денеска постапуваат токму така, поради што бескрено се умножува осудувањето на другите и меѓусебното обвинување. Поради стварните или честопати и само умислените пројави на злото. И токму поради тоа ние самите го правиме овој живот да изгледа како најмрачен пекол за нас. Секој денеска го бара злото во другите луѓе, не гледајќи и не забележувајќи го злото во својата собствена душа. Што треба значи всушност ние да правиме и против какво зло треба да се бориме? Христијанинот пред се треба да се бори против секаков вид на зло, било каде и било во каков вид да се пројавува, но пред се треба да се бори против злото во собствената душа. Борбата против злото, рековме, треба да тргне од самиот себе си. Дури тогаш таа ќе биде правилна, разумна и целисходна. Оној кој што почнал и кој што го искоренил злото во собствената душа, многу полесно ќе може да поведе борба со злото во душите на другите луѓе. Токму таа непрестајна и неуморна борба која што христијанинот ја бори пред се со злото во собствената душа, за да достигне христијанско совршенство, светите отци ја нарекуваат невидлива борба, затоа што таа останува скриена надворешно од очите на другите, се одвива внатре во самата човекова душа. Но за жал, наместо таа невидлива борба со самите себе си, денес се води непрестана меѓусебна борба помеѓу луѓето, наводно прикриена под изговорот на борбата за опстанок, борбата за гол живот, која што во нашето време представува некаква основа на човековото постоење. Борбата која што ја водат против злото, која што ја водат современите луѓе, е главно безуспешна, затоа што тие не водат толку борба против злото, колку што против другите луѓе, негувајќи исто такво зло во собствената душа. Кај современиот денешен човек замаглен и самиот поим на доброто и злото. Злото често пати се смета за добро и обратно. Во една статија која што издадовме во нашето списание Епархијско тројчник, имаше една духовна поука во која што се вели дека најголемиот грев на денешнината е нечувствителноста за грев. Луѓето денеска не само што не се срамат да грешат, туку и самиот грев го представуваат како добродетел, уште пострашно и фалејќи се со него. Оваа невидлива борба, која што спомнавме, воопшто не е лесна. Тоа сме го искусиле сите, самите врз собствената кожа. Знаеме дека е неспоредливо полесно да се бориме со другите против другите луѓе, отколку со самите себе си. Оној кој што ја води оваа невидлива борба за противник си има самиот себе си, односно поточно своето самолюбие или својот егоизам, кој што произлегува од човечката гордост. Бидејќи таа борба е необично тешка, апсолутно не е потребна надприродна божествена помош, сила на благодата Божја, која што, како што знаеме, во немоќта се покажува. Затоа светите отци, оној кој што ја води оваа невидлива борба, говорат дека е неопходно во своето срце да ги всади и следниве 4 расположенија или действувања. Пред се, никогаш во ништо да не се надева на себе си, односно да има апсолутна недоверба во собствените сили, во собствените расудувања, размислувања. И тоа е темел, почеток и темел на целата наша духовна борба низ целиот наш живот. Потоа во срцето да има секогаш да носи потполна и смела надеж во единиот Бог,
непрестано да се подвизува и постојано да пребива во молитва или молитвено расположение, кое што значи и дека постојано се што работиме, треба да го работиме како пред лицето на самиот Бог, да чувствуваме дека Бог е секој пат со нас, дека секој пат не гледа, секој пат ги знае сите наши наискриени чувства, сите движења на срцето, сите помисли. Од се това ми станува јасно зашто современите луѓе кои што се проникнати со духот на гордоста ја отфрлаат самата ова невидлива борба. Само довербата, сигурноста во сопствените сили е главна особина на денешниот човек, на денешните луѓе. Тие не може да се надеваат на Бога бидејќи гордо го отфрлаат и не сакаат ниту да знаат за Бога, ниту да слушнат за Него. Како тогаш да се подвизуваат и да му се молат? Често пати се повеќе слушам дека луѓето точно воопшто не сакаат ниту да слушнат за некаков подвиг, воопшто да не слушнат за црквата, ги затварат ушите и се повеќе ги сметат оние што пред се ги исполнуваат основните начала на духовниот живот. Значи секој оној кој што се труди да пости според правилото на црквата, кој што редовно оди на богослужба, кој што се труди да се моли, кој што се труди да се смирува, секако со голема борба пред другите луѓе, луѓето го сметаат за забеган, откачен, безмалку луд. Меѓутоа, ние треба да сватиме дека православието е вера не од овој свет. Бидејќи самиот Христос рече дека не вие туку јас ви избрав од светот, затоа и светот ве мрази. На сета таа самодоверба, на сета таа гордост и самоувереност, за жал денеска научат уште од малите нозе. Прво во навидум православните семејства, меѓутоа кои што стапиле од вистинскиот православен христијански дух, потоа во училиштата, подосна и на работното место, и така се повеќе ја подхрануваат нашата гордост, па затоа подоцна се случува и при најмалото искушение или разочарување да се случуваат и големи духовни падови, во чајание, во малодушност, униние или депресија, денеска популарно наречена, кои што за жал неретко завршуваат и трагично. Самиот сум сведок во многу случаи за какви ситни, за какви мали работи луѓето паѓаат во чајание или во депресија, веднаш помислувајќи на најлошото. Сето тоа е затоа што не се научени да се смируваат, сето тоа затоа што се подпираме врз самите себе си, врз собствените сили. Не се надеваме на Бога, сме ја заборавиле Божјата помош, Божјата благодат и мислиме дека самите со своји собствени сили можеме да го устроиме нашиот живот најдобро што можеме. Меѓутоа, што се случува? Често пати мислиме и слушам само уште ова да го направам, само ова да се среди и се ќе биде добро. Само уште ова работа да биде, ваму да се вработам, ова да го исполнам, ова да го направам и мислиме дека со тоа ќе ги решиме сите животни проблеми и ќе почнеме да живееме спокојно и не засегнате од никакви искушени или напади. Меѓутоа, одеднаш се случува нешто. Бог не опоменува преку некаков духовен потрес, преку некаква болест, искушение, неволја, и тогаш забораваме на се и трчаме веднаш во црквата и се молиме и плачеме: Господи, аман помогни. Во Светото писмо се вели: Бог им се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Бог пред се сака да ја види нашата искрена свест за собствената ништожност и за потполната убеденост дека секој добро потекнува само од Него, како од извор на секој добро.
сакајќи да го посади во нас тоа спасоносно духовно расположение, Бог тоа го потикнува или преку благодатно влијание, или преку некое внатрешно духовно зарување, или често пати, како што спомнавме, преку надворешни удари, неволји и болести, не доведува до свест за собствената ништожност. Но и ние самите, со собствените наши сили, треба да се трудиме околу задобивањето на свеста за собствената ништожност и немоќ. Заради тоа светите отци ни укажуваат на 4 делувања кои што би ни помогнале во тоа. Пред се, првото е добро да ја познаеме својата собствена слабост врз основа на сите случаи кои што ни се случиле во животот и постојано да имаме на ум дека самите, без Божја помош, не сме во состојба да направиме никакво добро дело. Светиот Петар Дамаскин за тоа вели: нема ништо подобро од тоа да се познае собствената немоќ и нема ништо полошо од тоа да не се биде свесен за тоа. Или пак еден од најголемите свети отци, Свети Јован Златоуст, кратко вели, но многу суштински: на најдобар начин се познава себе си оној кој што смета за себе си дека е ништо. Потоа второто делување е молитвено да бараме од Бога самиот Он да ни дарува свест за нашата немоќ и ништожност, и при самото тоа да се држиме до убедувањето дека во нас не постои таква свест, туку дека можеме да ја добиеме единствено како дар Божји. Потоа, постојано да се чуваме и пазиме од стапиците на лукавиот, против кои што рековме не можеме да се бориме без Божја помош. И четврто, ако и се случи да паднеме во било каков греф или прегрешение, веднаш треба да се потрудиме околу задобивањето на свеста за собствената немоќ и потполна безпомошност. Себе си треба секогаш да се убедуваме дека Бог затоа и го допуштил искушението и падот, за да подобро ја спознаеме својата слабост и ништожност без Бога и за да се научиме да се презираме самите себе си. Секој пат од искуство знам и при исповедите, секој пат кога некој ќе каже: само и што помислив, само и што ми дојде помисла дека еве веќе сум се ослободил од таа навика, од таа страст, од тоа искушение, веднаш следува помена Божја. Значи, како што рековме, за успех во таа невидлива борба, пред се ни е потребно сознание и свест за својата потполна немоќ, без Божјата помош. И оваа свест е толку неопходна, што оние горди и самоуверени луѓе, Бог со својата промисла до неа ги доведува преку падови, допуштајќи им да паднат во вакво или вонакво прегрешение, и тоа особено вона за кое што самите сметале дека се веќе слободни и се силни за да го избегнат, како што рековме. Значи, кога на некого ќе му се случи да падне во било каков греф, тој треба што е можно поскоро во мислите и во чувствата да се прекорува себе си, да се сврти кон свеста за својата ништожност, да се смирува во помислите и да го моли Бога во него за секогаш да го вкорени познанието за собствената ништожност. Тука во контекст нова би сакал да ви прочитам неколку цитати од следната книга која што наскоро треба да излезе, како една промоција пред промоцијата на другите веќе излезени. Понатаму ќе прочитаме уште некој друг цитат. Книгата Господи, ти си мојот живот, од старец Сава Псково-Печерски, еден голем старец и духовник, кој што многу души довел кон Христа и ги
одвел кон Царството Божјо во Печерската лавра во Русија. Ова се неговите цитати од книгата. Себеспознанието всушност е наука над науките, победа над страстите, очистување на совеста. Тоа значи никогаш да не се нервираш, на никого да не се налутиш, да ги љубиш сите, дури и своите непријатели, да не се воодушевуваш од никого и од ништо, да живееш во Бога, заради Бога и ближните, односно цврсто да стоиш сам на патот кон спасението и додиш по него, помагајќи им на другите и спасувајќи ги ближните. Ако не се разобличиме овде, ќе бидеме разобличени на страшниот суд. Само оправдувањето е голем грев. Никого не смеме да го обвинуваме за своите падови, за своите гревови. Виновниците за нашите гревови сме ние самите, нашата зла волја. Да се плашиме од лажната праведност фарисејството, говореше отец Сава, штом помислиме за себе добро, тоа е несреќа. Таквите мисли се гадост пред Бога. Да бидеме свесни за својата ништожност и ќе се спасиме. Затоа треба добродушно да поднесуваме клевети, прекори, лажни обвинувања. Тоа ќе ни помогне да го сочуваме чувството на својата ништожност и не очајувајќи да пребиваме сумот во адот. Тука ќе спомнам понатаму и една поука од големите ави од египетската пустина во почетоците на монаштвото, која што имаме исто закачена како поука на дедовите од конаците во манастирот, затоа и често пати ја кажувам, во која што се вели, оној кој што има само укорување, секаде може да живее. Ако ние самите се смириме, ако се унижиме и духовно се спростреме по земјата, тогаш никој никопат нема да може ниту да не сопне, ниту да не повреди, ниту да не нажали, бидејќи ако ние самите себе си се сметаме заслужни за секаква Божја казна поради нашите тешки гревови, тогаш сите напади или вознемирувања од другите луѓе околу нас ќе ни изгледат како блага Божја епитимија, која што он ја испраќа пред се, за да ни исцели од самолюбието и гордоста и за да ни искупи од предходните согрешенија. Или како што велеше еден друг голем старец, кој што секако на сите ви е познат, секако старец Тадеј Витовнички во Србија, ако ние самите не се смириме, Бог нема да престане да не смирува. Ние честопати се молиме за смирение, а Бог испраќа луѓе кои што ќе не смируваат. Но ние што правиме? Ние почнуваме да се буниме, да роптаме и да се жалиме на нивните напади, навреди, не сваќајќи дека тоа е она за што сме го и молеле Бога. Треба да сватиме дека Бог од нас не бара никаков посебен подвиг. Подвиг кој што ги надминува нашите сили. Бог ја знае мерката и силата на секого, дури и многу помалку бара од тоа, меѓутоа ние, заради нашата малодушност, заради нашата неверие, честопати подклекнуваме и сметаме дека нашиот крст е најголем. Да се сетиме, например, во делата и во житијата на светите отци, Бог честопати ги испраќал и најголемите подвижници во светот кај некои смирени луѓе, за и нив самите да ги смири во подвигот и пред се нас да ни остави како поука дека Бог не бара од нас да бидеме сите монаси или да бидеме ние сите секој со различните дарови, дали е лекар, дали е учител, дали е свештеник, дали е човек со било каква друга професија, туку пред се бара добра волја и добра настроеност на душата. Да се сетиме, например,
кога Бог го испрати Свети Антони Велики, еден од најголемите подвижници, таткото на монаштвото, во Александрија, кај смирениот папучар, оној кој што се занимаваше кондураджија, со правење на чевли и папучи. Кога тој го праша Свети Антони каков посебен подвиг има, како живее, тој не сакаше да му каже, велеше, немам никаков посебен подвиг, ништо посебно не правам, нели, се работиме заедно со жената во овој дуќан. Меѓутоа, кога Свети Антони го заколна во Бога, му рече, не, Бог ми испрати кај тебе, мора да ми кажеш како живееш. Тој му кажа, вели, се што ќе заработиме во овој дуќан, 1/3 даваме на црквата, 1/3 даваме на сиромашните како милосрдие, а 1/3 задржуваме во себе. И секој човек кој што ќе помине покрај дуќанот, велам, сите луѓе ќе се спаса, само јас ќе загинам. Во некоја рака тоа е оној дух кој што Бог му го открил и на светиот Силон Атонски. И неговата книга е исто така преведена на македонски. Кога Бог му се јавил по големите искушенија кои што ги имал со демонските напади, слушнал глас, држи го својот ум во адот и не очајувај. Значи, секој пат да се смируваме себе си, да не се надеваме на собствената волја, собствените сили, меѓутоа секогаш да имаме цврста надеж во милоста и милосрдието Божјо. Често пати слушам и често пати го кажувам тоа во однос на кога треба да се исполнат основниот минимум на духовниот живот, или кога нешто некој ќе треба да му дадем како совет за да надмине некаква своја слабост или страст. Вели, отец, јас не можам ова, не можам она, не можам да издржам, не можам да се поведам себе си. Треба да сватиме дека во православниот духовен речник не постои зборот не можам. Постои само сакам или не сакам. Како што рековме предходно, се зависи од нашата слободна волја. Бидејќи самите рековме дека не можеме ништо да направиме. Се зависи од нашата слободна волја и одлучност. И секако од благодата Божја која што смирено ја повикуваме преку молитвата. Ти ми велиш не можам, но јас велам не е точно. Не си се трудел доволно во борбата, не си се смирил доволно и не си одлучен за решително да се фатиш во коштец во борба со злата навика, со гревовната страст која што владее со твојата душа. Бог е на кој што се прави во нас и кој што ни помага да извојуваме победа над страстите и искушенијата. Само треба да се смириме и да ја признаеме собствената немоќ, бидејќи ако велиме, како пример на исповета, прости отец, не можев да се воздржам, премногу ме провоцираше, ги помина сите граници и затоа морав да избувнам и се разгневив на него. Сето тоа е само лицемерно покаяние пред Бога. Често пати денеска луѓето велат животот околу нас е многу динамичен, светот забрзано живее, па и ние самите немаме време за ништо, а најмалку пак за духовни обврски или за духовен живот. Но јас секој пат им велам, не е точно, имате време, меѓутоа лошо го трошите. Само треба сите да размислиме пред се денеска колку време поминуваме покрај телевизорот или покрај компјутерот, се повеќе и повеќе денеска, а од друга страна постојано се изговараме дека не ни останува време за молитва. Например, би можеле за еден час да кажеме 1000 Исусови молитви, меѓутоа ние поминуваме и по 3, 4, па и 5 часа, за жал се повеќе, како едно од најголеми искушенија денеска, заробеност или острастеност кон компјутерот, кон интернетот, со сите негови пројави, па се случува луѓето да заборават воопшто и на самите себе си, да заборават и на семејството и на ближните,
на грижата и за сопругата и за децата или обратно. И се повеќе се случуваат распади на семејствата токму поради острастеноста кон седењето на компјутер. Уште би сакал да спомнам за крај и за неколку работи кои што денеска се многу присутни и во нашиот живот и во нашата црква и воопшто во светот. Сите оние појави кои што пред се го уништуваат подвижничкиот живот, подвижничкиот дух на црквата. Она кое што ни е пред се потребно и необходно за да се спасиме. Веќе рековме дека православието представува подвижничка аскетска вера. И тоа на што го прави православното христијанство различно од сите други христијански вероисповеди на земјата. За да обстоиме како православни христијани денес, потребен е, рековме, подвижнички живот. Тие подвижнички или аскетски орудија може да бидат и различни. Според светите отци, во животот постојат два вида на крстови. Првиот се состои од секојдневните искушенија, неволји и тешкоти или болести кои што му се случуваат на секог од нас, едноставно затоа што сме пред се човечки битија. Како, например, болестите, финансиските проблеми, неразбирањето од страна на другите, разноразните страдања, сето тоа се крстови, но оние кои што светите отци ги нарекуваат неволни крстови. Тие крстови ни доваѓаат по волјата или допуштението Божјо без разлика дали ние ги сакаме или не. Ако овие крстови ги прифатиме без роптање, без жалење, тогаш тие постануваат аскетски орудија кои што ни се на спасение на душата. Но ако постојано жалиме и роптаме, негодуваме, тогаш за жал ќе ни бидат на осуда, и тоа двојна осуда. И тоа е многу важно, исклучително важно да го сватиме, посебно денеска, бидејќи денеска луѓето најмногу паѓаат токму во роптање и во незадоволство со се и со секого. Вториот вид на крстови е тоа што го нарекуваат светите отци доброволни крстови. Тоа се всушност оно за што зборевме, оние аскетски подвизи и подвижнички дела кои што ги преземаме, како што е строгото држање на правилата на постот по постните денови во периодите кои што се пропишени од црквата, повеќе часовното стоење на бденијата или редовното исполнување на молитвеното правило, а тука секако се и сите други облици на аскетизам или крстови, меѓутоа кои што пред се можеме да ги земеме на себе само со благослов на Духовниот Отец, кој што ја знае нашата мерка и духовен раст. Во однос на другиот дух кој што владее сега во светот, ќе прочитам еден цитат од ремонахот Серафим Роз, кој што го напиша во 1976 година, а гласи: православните христијани денес живеат во една од најкритичните епохи во историјата на црквата Христова. Непријателот на човековото спасение, ѓаволот, напаѓа на сите фронтови и на секој начин се труди не само да ги оттргне верните од патот на спасението кој им го покажува црквата, туку и наспроти ветувањето на Спасителот да ја подчини себе си и самата црква Христова, па вистинското тело Христово да го претвори во екуменистичка организација која што го подготвува доаѓањето на неговиот личен избраник Антихристот, големиот владетел на последните денови. Ние секако знаеме дека тој последен обид на сатаната нема да успее. Црквата ќе остане невеста Христова се до крајот на светот. Таа младоженецот Христа за време на неговото второ доаѓање ќе го дочека чистен и осквернета од прелюбодениот сојуз со отпадништвото на овој век.
но пред сите нас, православните християни, ќе се постави главното и најважното прашање на нашето време. Црквата ќе обстои, но колкумина од нас ќе останат во неа, спротиставувајќи се на моќните обиди на ѓаволот да не одвои од неа. Тука ќе спомнам и една изрека на блажно покојниот патриарх Павле на Српската црква, кој што честопати сега го спомнуваат и цитираат, кој што вели, мислам дека има една книга која што подготвуваат со таков наслов, вели, Бог ќе помогне ако има на кого. Во поуките на светите отци честопати читаме постојано дека најдобриот пат за спасение е царскиот пат, односно благословената умереност со расудување. Царскиот пат на вистинското православие денеска треба да представува средина помеѓу крајностите на екуменизмот од една страна и ревноста не по разум од друга страна. Што значи ова? Ова не значи дека треба да бидеме престроги и немилосредни кон другите или дека не треба да имаме расудување. Особено треба да се чуваме од она што Светото писмо го нарекува ревност не по разум, односно од умислената лажна ревност по чија маска се наоѓа, се крие вриењето на гревовните страсти, пред се на гордоста, на властолюбието, барњето на почести, за кои што не може да постои место во духовниот живот. Што представува екуменизмот? Екуменизмот е теорија до која што се држат многу црковни луѓе, согласно со која различните вероисповеди, православни, римокатолици и протестанти или други, представуваат гранки од едно дрво, односно тврдењето дека ниту една од нив не ја чува целата вистина, туку само дел од неа. Дрвото е црквата, а ние гранките, и ние треба да направиме се за повторно да се обединиме и за да не бидеме поделени. Во прашање ерес, која што ја негира едната света соборна и апостолска црква Христова, односно како што објаснува митрополитот Лимасолски Атанаси, кој што е духовно чедо на старецот Паисий Светогорец, ако веруваме дека сме членови на едната света соборна и апостолска црква, а истовремено говориме дека таа се поделила на многу цркви, што значи тоа? Што се случило? Каде е таа црква? Дали исчезнала или се исполнила со ереси и човечки умувања? Каде е црквата која што основал Христос и апостолите? Каде е црквата ако се сите гранки на едно дрво? Затоа и екуменизмот е надвор од црквата. Од друга страна, зилотизмот е пак спротивна крајност која што тврди дека црквата треба да го отсече секој човек кој што има било каков диалог или е во контакт со некој од неправославните. Во една статија на архимандритот Лазар Башидзе, во која што говори за појавата на зилотизмот во Грузија, мислам дека има, некои може би имаат и читано, вели дека денеска мнозина луѓе се нападнати со искушението, со оној бакцил на праведноста, како што го нарекува еромонахот Серафим Роуз, оние кои што мислат дека лесно може само да заземат правилен став или мислење кон работите, користејќи се со делата на светите отци, со каноните, правилата, уредбите, и сето тоа да биде доволно да обвинуваат на секаде околу себе, да навредуваат, да одлачуваат, да казнуваат и да се сметаат себе си дека се оние единствени кои што ја чуваат правата вистина. Но, како што вели архимандритот Лазар, ако денеска сакаме да одиме според каноните и правилата на црквата за волја на вистината, тогаш ќе треба повеќето од свештениците да ги расчиниме, на повеќето од мирјаните да не им допуштаме да влезат повнатре во црквата од припратата и мнозина да ги одлачиме на повеќе години од причест или на крајот на краиштата да ставиме катанци на црквата и секој на своја страна. Значи треба да внимаваме, да го познаеме духот на времето, меѓутоа пред се треба да се смириме
бидејќи за нас не е прифатлива ниту едната, ниту другата крајност. Црквата е должна да оди по средниот пат. Таа не се плаши од диалог со било кого, ниту пак се плаши за својата вера. Ние можеме да имаме диалог со сите и со секој кој што од нас бара да слушне за нешто од нашата вера, и ние со радост треба да му дадем одговор за нашата надеж, односно да му ја говориме вистината. Треба да бидеме строги во верата, меѓутоа треба да бидеме строги и во љубовта. Апсолутно да веруваме и апсолутно да љубиме и на тој начин да им помагаме на другите и тие самите да ја познаат вистината, која што е единствено неизменливо, во целата неизина полнота се чува само во православната црква. Ние не можеме да ја продаваме својата вера, меѓутоа не може ни да ги праќаме луѓето во пеколот. Токму е тоа оној однос кој што ни е денеска потребен, вистински православен, бидејќи не е главно што околу нас постојат ереси, глобализација, бидејќи она што е главно дека ние сме должни да бидеме здрави вистински православни христијани, за да го стекнеме Духот Христов и да го засакаме Бога со целото свое битие. Бидејќи православната црква не исцелува и ни помага не само да поверуваме во Бога, туку и да го засакаме Бога. Свети Игнатий Бријанчанинов уште пред повеќе од 1 век пишува за овој дух на времето. Денешен вели: не се обидувај со својата немоќна рака да го спречиш оно што Божјата десница допуштила за да се исполни времето. Туку потруди се да го запознаеш духот на времето, да се држиш подалеку од него и тоа е доволно. Ке спомнеме тука и за уште една појава денеска, која што е зачестена, која што веќе ја спомнувавме низ нашите предавања, тоа е болеста на световноста, пресеќе православните и христијани, односно како да се запазиме од тоа да не одиме во чекор со времето или по духот на овој свет. Според светите отци, терминот светски или светове не се однесува само на животот во овој свет како таков, на оваа планета, туку пред се однесува на оние луѓе кои што живеат спротивно на волјата Божја. Оние кои што водат грешен живот, кои што живеат за ова време, а не за вечноста. За жал, тоа е слика на повеќето од луѓето кои што денеска живеат, а кои што ѓавол успел да ги заведе, создавајќи пред нив привлечна, но лажна и измамничка слика на животот ведувајќи просперитет или напредок, по кој што треба ние да жеднееме или да се стремиме, како што самите демони ни сугерираат или наметнуваат, користејќи се со сите расположиви средства, а најмногу денеска преку медиумите, преку телевизијата и интернетот, со чија што помош во голема мерка и го креираат целиот наш поглед кон светот. Како ние ќе знаеме колку навистина живееме далеко од духот на овој свет и во која мера сме мртви за него? Светите отци уште велат дека под поимот свет треба да се подразберат и сите страсти, односно следниве особено љубовта кон богатството, алчноста за поседување на било каков имот, телесното задоволство од кое што се раѓа и половата страст, тежнењето кон почести, кое што ја потикнува зависта, желбата да се стекне моќ, умисленоста или суетата поради нашата општествена положба, жеднењето за човечка слава кое што е извор на огорчување и омраза и телесните стравови. Преку мерката на делувањето на овие страсти, ние всушност можеме да видиме колку сме далеку или близко поврзани со светот, односно колку сме заразени со таа болест на световност или па колку духовно сме се одвоили од него. Многумина од нас, за жал, се наоѓаат во искушение да го поделат животот на две спротивставени категории.
Како? Од една страна ние секојдневниот наш живот го поминуваме работејќи окружени со светските пријатели на нашата светска професија или занимање, а православието од друга страна кое што го живееме во неделите или празничните денови или кога за тоа ќе имаме време, представува некаков чуден спој на христијански световни вредности кои што се всушност неспојиви. Значи не можеме и не смееме да го сваќаме православието формално и површно, а уште повеќе пак така и да го живееме проникнати со световен дух. Не можеме во исто време да го љубиме и Бога и мамона, односно да го љубиме и светот, односно гревот во светот. Ако вистински не го познаваме православието и ако ни живееме вистински православно, ние едноставно не сме православни, односно, како што напиша, повторно, ќе го спомнаме Романов Серафим Роуз, човекот е или православен сето време, во секој миг, во секоја животна ситуација, или воопшто не е православен, без разлика до какви формални верувања да се држи. Тука ќе кажам уште еден цитат од Старец Сава, Псково-Печерски. Најдоброто објаснување на непријателството на светот кон вистинските христијани се наоѓа во зборовите на Господа: да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Како и во изреките на светите отци, волкот нема да ја брка овцата која е нацртана на слика, а светот нема да го прогонува христијанинот само заради неговото име. Но, ако христијаните со својот живот го оправдаат своето име, тогаш ги исмеваат, хулат на нив и ги мразат. И ќе бидете намразени од сите заради моето име. Како што во војната нишенат во живите војници, така и светот ги напаѓа живите во духот христијани. Светот нас не би не нападнал така сложно и силно, ако не гледа во нас потполна спротивставеност на себе си. Тука ќе спомнам и еден пример. Во контекст на поуките на Старец Сава, еднаш една сестра ме праша: отец, како ќе знам дека сум на вистинскиот духовен, на вистинскиот пат и водам вистински духовен живот? Јас си одговорив: тогаш кога светот ќе почне да те мрази. Сите од искуство знаеме, посебно оние кои што почнуваат во верата и кои што продолжуваат да живеат духовно, знаат дека се додека се млаки во верата, се додека невистински започнат да го исполнуваат Евангелието, вистинските духовни обврски кои што ни ги заповеда Светата Црква, додека не почнат да постат, да се исповедуваат редовно, да се причестуваат и додат редовно на богослужба, се дотогаш сите околу нив се мирољубиви. Меѓутоа, кога ќе почнат вистински да се обраќаат кон Христа, кон покајанието, кога ќе почнат да живеат вистински духовно и вистински подвижнички, тогаш сите околу нив се свртуваат против нив и настојуваат на секој начин, почнувајќи од најблиските, да ги одвраќаат од вистинскиот спасоносен пат. Бидејќи Христовите зборови во Евангелието не се лажни, кога ни рече однапред: први непријатели ќе бидат вашите домашни. Веќе сите сме сведоци дека денеска веќе безмалку е настапено време на исповедништво, бидејќи знаеме дека православната вера се повеќе напаѓана од сите страни, се врши репресија и прогонства, и смејување и изобличувања и преку медиумите, преку луѓето и преку сите расположиви средства. Која што е на прва работа која што треба денеска да направиме, за да имаме ни активна и спасоносна улога во ова време на исповедништво, тоа е да имаме дух на постојано очекување на второто доаѓање Господово, како што имале и светите апостоли, како што имале и светите отци, како што имале и христијаните во целиот живот и историја на црквата.
Односно, мораме да водиме сериозен подвижнички молитвен живот, проникнат со читање на Светото Писмо и делата на светите отци, како и со честа исповед и примање на светата причест. Со помош на Духовниот Отец треба да ги искорениме од нас оние лоши и порочни навики кои што владеат со нас, како што се рековме површноста, световноста, воодушевеноста со нас што е модерно или популарно во овој свет. Мораме да го искоренеме исто така и коровот, тросковот на тврдоглавоста и кукавичлукот и да засадиме цветови на добродетели. Како што рече еден старец, мора да изградиме кај нас еден вид на морален хероизам, бидејќи православната вера учи да го засноваме животот врз основите на христијанското совршенство, додека пак другите луѓе кои што се неправославни или пак се млаки или посветовњачени христијани, од христијанството го земат само она кое што е споиво со условите на современиот духовен живот. Вистинскиот христијански живот секогаш е неодвоив, уште за крај да кажеме, од неговото пренесување на другите. Тоа значи дека ако не делиме нашата вера со другите, денеска ако не се пружаме сведоштво на исповедање на верата, и ако нашите парохии, ако нашата жива црква не расне, тогаш ние правиме нешто погрешно. На нас и на нашата вера нешто ни недостига и време е да се потрудиме, да станеме и да почнеме да делуваме. Затоа понекогаш и луѓето околу нас, како што често слушам, по Божје допуштение ќе ни речат: Блице, залудно постоиш, одиш во црква, кога гледај колку си несмирен и какви лоши работи правиш. Тука ќе спомнам една повука само светиот Јован Златоуст во една од своите беседи напиша: многу ми е жал што понекогаш поради нас се хули името Божјо помеѓу незнабожците. Треба да сватиме дека сите не денеска сме апостоли Христови, не само ние клириците, монасите или свештениците, туку пред се секој од нас православни христијани посебно, кои што се наоѓаме во телото Христово во црквата. Секој од нас представува апостол Христов и луѓето во нас го гледаат Христа. Секој наш погрешен гест, збор, дело, сето тоа кај луѓето делува многу погубно и многу поразително, бидејќи во тоа тие поистоветуваат црквата, го поистоветуваат Христа и затоа после Бог не опоменува преку нив. Иднината значи на православието зависи од секој нас поединечно. Ако е православието спасение на што повеќе души пред Христовото повторно доаѓање да ни суди во слава, тогаш мораме да сватиме дека треба да се разбудиме и да се промениме. Доколку останеме исти, доколку ништо не преземеме, тогаш можеме да бидеме сигурни дека ништо нема да се случи. Значи, прво, мораме да бидеме сигурни дека православието со кое што ние живееме, православието кое што сакаме и треба да им го предадеме на другите, оно вистинско православие, а не некоја површна или лажна имитација. Тоа значи дека мораме да учиме да се поучуваме и од светото предание и од делата на светите отци и секако да се молиме непрестано. Треба да се каеме поради своите гревови и секој пат другите да ги ставаме пред себе. Мораме да се научиме да љубиме и да простуваме до оној степен кој што ќе ги зачуди и чудоневиди дури нашите неправославни пријатели или колегите на работа. Затоа да го молиме Бога да ни подари пред се милост и сила, да го следиме во светоста за вистински според Христовите зборови, да бидеме светлина на светот, да бидеме солта која што нема да изгуби силата и со тоа да задобиеме блажен удел во вечноста во Царството Божјо. Амин. Ви благодарам.